Преостануваат само уште 100 метри до целосното пробивање на патот од местноста Мегдан до местото каде што се влеваат Бела и Црна река, наменет за пристап и користење за изградба на браната Речани. Во изминатите 10 месеци пробиени се околу 4 километри пат на исклучително страмен предел. Одговорните на градилиштето, кои како што рекоа немаат овластување да дадат подетелни информации, велат дека преостанува да се пробијат уште 1,5 км пат до профилот каде ќе се гради насипната брана, со што ќе се создадат предуслови за отпочнување на изградба на објектите, кои ќе овозможат акумулирање на 20 милиони кубици вода. Започнувањето на градежните работи на патот ги охрабри граѓаните кои потекнуваат од околните мала и села, дека браната ќе предонесе за подинамичен развој на овој најслабо развиен дел од општината. Чим е почнано ќе биде. Едно време почнаа тие словенци ништо, само докара машините и дигнаа барачи наприја. Јас знам кога беше. Тоа тие пари ојдоа. Тоа ќе значи многу убава работа, да речеме за корисно, да речеме за водата за пиење, после за да речеме за како на излет, за спорт и риболов, по пеќурки ќе се доаѓаат ловджи полесно. Па за нас поготово тука ќе значи многу. Пат имаме тука, стално се расипаше, дожд го носише. Ова е многу добар пат и за ловджи, и за сите кои ќе дојдат, поготово за нас валочањи. Добар е. И врничање. Ништо не му валоиста нема никој, ние два тројца се повраќаме, тега компир нешто да одржуваме куќите, покриваме, онадиме, компир нешто сееме тие работи, ама ќе се најде пчели, чуват санде чували маро пчели, ние компир нешто садиме, онадиме. Патот вреди многу. Луѓето кои имаат своји имоти кои ќе се простираат по бреговите на Вештачкото езеро, се надеваат дека ќе пораснат цените на квадратен метар, по основ на зголемен интерес за изградба на викендички покрај езерото. Браната ќе располага со чиста вода, бидејќи низводно на Бела и Црна река нема индустријски капацитети и населби кои би ја загадиле. А се очекува развој на рибниот туризам и редица други дејности на и околу езерото.